Почитувани, ако вените и артериите се крвотокот на едно тело, тогаш патната инфраструктура е крвотокот на еден град. Или, ако сакаме да го развиваме правилно еден град, тогаш најважно е развивање на неговата инфраструктура врз основа на важечки урбанистички планови. Мостот, кој требаше да биде започнат да се гради пред една година, а пред 2 дена го најави градоначалникот Јовановски, предизвика бројни реакции. Имено, во својата изборна програма, градоначалникот Јовановски и СДСМ ветија дека ќе градат обиколница во западниот дел од градот. Иако сега градоначалникот алудира дека со изградбата на мостот во Сточен пазар во зачеток е изградба на обиколница, мора да кажеме дека и самиот тој е во голема заблуда. Но еве, него не му земаме за зло затоа што е лекар, но недозволиво е неговите советници да го манипулираат. Дека СДСМ се мајстори за спинување, не постои човек на кого не му е јасно. Па се поставува прашањето дали ќе спинуваат и лагата од и овој сега многу популарен мост е дел од обиколницата. Повторувам, ветување кој е дел од изборната програма на Јовановски и СДСМ. Мостот во Сточен пазар е самосоставен дел од собирна сообраќајница на улица Трајко Николовски, која ги поврзува локалните улици од населбите кои ја тангираат оваа улица. Апсолутно не сме против изградба на мост, но со ова решение, кое го промовираше Јовановски, се решава мостот, а се отвораат сообраќајни проблеми. Ова стеснување, проширување, па повторно стеснување, односно од тесна улица ќе се влегува во мост со 4 ленти, па на другиот крај повторно се излегува на тесна улица, може да биде причина за сообраќајни проблеми. Па велосипедски патеки кои кажа дека ќе ги има на мостот, што значи тоа? Луѓето по тесната улица нарамо да носат велосипед, па 20 на метри на мостот да возат, па повторно велосипедот нарамо, во исто време кога по улицата ќе врват тешки товарни возила. Дали со изградбата на овој мост, главна улица за движење на тешки товарни возила станува улицата Трајко Николовски, а со тоа овие тешки товарни возила ќе поминуваат низ населбите кои ја тангираат оваа улица. Граѓаните на Прилеп, а особено жителите на овие населби ја заслужуваат вистината. Ова не наведува да мислиме дека единствената и главна цел со изградбата на овој мост е само перење на пари. Оваа констатација е подкрепена и со двата договори кои со изведувачот ги има подпишана општина Прилеп, тоест градоначалникот. Ако внимателно го слушавте Јовановски пред 2 дена, тој вели дека изградбата ќе трае 4 до 5 месеци. Но вистината, почитувани сограѓани, според подпишаните договори е сосема друга. Но ајде да одиме поред. Градоначалникот и општината означи отпочнување на овој проект точно по 1 година откако го подпишаа договорот за изградба на мостот. Имено на 10.5.2019 година градоначалникот подпишал договор со изведувачот и во член 4 од овој договор стои дека времетраењето на договорот по оваа јавна набавка изнесува 365 дена или 1 година. Во членот 2 од договорот стои дека на изведувачот за завршената работа ќе му бидат исплатени 29.999.140 денари. На месец дена пред истекувањето на овие 365 дена од првиот договор, општина Прилеп, представувана од градоначалникот Јовановски, подпишува нов договор, повторно со истиот изведувач и повторно за истиот мост, кој до тој момент воопшто не е почнат да се работи. Вториот договор е подпишан на 9.4.2020 година, значи минатиот месец, 9.4. И повторно во член 4 од овој договор стои дека време траењето на договорот по оваа јавна набавка е 365 дена, а вредноста на вториот договор е 13.999.517 денари. Тоа стои повторно во членот 2 од вториот договор. Интересно е што и двата договори се предвидуваат средства за исти позиции. Ако во првиот тендер испуштиле, да речеме, нешто да внесат, зошто тоа не го регулирале со анекс на договор, а ми се распишува повторно тендер, со кој се предвидува огромна сума на средства.
Со оваа сума за мост, ние како граѓани на Прилеп, најверојатно ќе треба да си замислуваме, оти ова ќе биде мост на Босфор или можеби мост на Темза. Господа од СДСМ, ќе одговарате за своите постапки и за сите штетни договори кои ги имате направено во изминатиот период. Ниту една маска повеќе не може да го сокрие вистинското лице на Социјалдемократскиот сојуз. За многу брзо правда во Македонија ќе има. Следува обнова на Македонија. Благодарам.